Кој знае подобро математика, министерката за финансии или лидерот на СРСМ? Венко Филипче ја прифати поканата на Гордана Димитриевска-Кочовска да седнат на заедничка маса за да ја разјаснат вистинската состојба на буџетот. Министерката за финансии се одлучи на овој потек по континуираните напади од СРСМ за состојбата на државната каса. Таа објаснува дека наспроти, како што ги нарече хистеричните пресконференции на опозицијата, полни со невистини, погрешни толкувања и политички конструкции, бројките не лажат. Димитриевска-Кочовска објаснува дека наспроти економскиот раст од 1,8% за 7 години владење на СРСМ, сега економијата расте со 3,5%. Таа вели дека платите се зголемиле за 10%, капиталните инвестиции се на историски највисоко ниво, но најголема разлика има кај јавниот долг. За 7 години СРСМ двојно го зголемиле од 4,8 милиарди на речиси 9 милиарди евра, пари кои треба да ги враќа оваа влада. Минатата година беше отплатена еврообврзница од 500 милиони евра. Оваа година за отплата еврообврзница од 700 милиони евра. Исто така земена од владите на СДСМ. Половина од оваа обврска веќе е сервисирана, остатокот ќе биде сервисиран во текот на јуни 2026 година. Од 2026 до 2031 година државата има обврска да сервисира околу 9 милиарди евра по основ на главнина и камати од стари долгови. Само од втората половина на 2024 година до првиот квартал од 2026 година беа обезбедени 1,2 милиарди евра исклучиво за сервисирање на еврообврзници земени од претходната власт. Лекарот Филипче прифати да и докажува на министерката дека се точни неговите пресметки. Тој рече дека неговиот тим е подготвен за отворена дебата која ќе се темели на бројки, а не на како што вели политички конструкции. Сепак истакна дека не сака средба во 4 очи, туку на неа да бидат присутни и медиумите. Добро, доаѓаме, но да дојдат и медиумите со камери, отворете ги вратите широко, нека слушнат и нека гледат граѓаните, нека ни објасни како 1+2 е еднакво на 5, како што објаснуваше дека половина Европа ќе банкротира, а Македонија ќе стане богата. Инаку Филипче вчера на пресконференција рече дека буџетот е пред колапс и нема пари за повисоки плати, пензии и антикризни мерки. Министерката за финансии неколку пати потенцираше дека буџетот е во добра кондиција и дека е задоволна од постигнатото. Во моментов се крои ребалансот на буџетот за 2026 година. Најголем дел од министрите веќе остварија состаноци со министерката, пошто ќе се знае ревидираната државна каса.